Кај нас имаме појава на зголемување на бројот на заболени и позитивни здравствени работници на коронавирус. На хируршкото одделение има 3 сестри, потоа има во нервно одделение сестра која е позитивна и во интерно одделение ми се чини 4 се од персоналот, немам точна бројка дали се сестри или болничари. Во главном е отприлика докај немам прецизна бројка, околу 10 вработени од општа болница Прилеп се позитивни на коронавирус. Одделенијата функционираат према моите, да речем, согледувања, со оглед на влошувањето на здравствената состојба и зголемување на бројот на заболени од ковид, ќе мораме и во одделенијата да го редуцираме лекувањето на останатите пациенти заради да може да одговориме на барањата и да одговориме на недостатокот на персонал здравствен. Со одредени измени и редукции во сменското работење ќе одговориме. Имаме доволно персонал. Она што би можел да кажам дека веројатно од можноста за упатување на наши здравствени работници, медицински сестри во Скопје во клиниките ќе мора да го редуцираме. Да, има затворено 2 текстилни фабрики. Тие се Тритекс и Кули. И мислам дека во догледно време ќе бидат згрижени вработените и останатите изолирани, така да после 15 дена ќе се направи нова епидемиолошка анкета и ќе се преземат сите активности што треба и од Центарот за јавно здравје и од работодавачите на тие фирми. Најмногу се заразени од 20 до 39 години, оние релативно младите кои што имаат повеќе социјални движења, повеќе дружења, забави и така натаму, но тоа не можеме да го контролираме за жал. И ево уште наш апелирам на младата популација, јас ја разбирам нивната потреба од дружење, од забави, ама мора малку да се прилагодиме на нова ситуација, што помалку да имаме такви средби, дружења, забави, затоа што тоа само им наштетуваме на повозрасните лица кои што имаат поголема можност заболат и да имаат по сериозни симптоми од оваа болест.